Заработил 7 години затвор за недозволено поседување оружје и спречување на службено лице во вршење претрес. А тој тврди дека е неправедно осуден и наместен. Скопјанецот Драган Ѓоргиевски пред камерата на 1 ТВ ја раскажува својата приказна и низ каква агонија поминало неговото семејство. Во моментов неговата сопруга и 5 деца живеат од социјалниот надоместок што го добиваат од државата. Разговорот го правевме пред 3 дена за време на слободниот викенд кога беше тој пуштен од затворот Идризово и дел од времето го искористи заедно со целото семејство да протестира пред јавното обвинителство. Се работи за старо оружје уште од време на Втората светска војна. Се работи за германски Шмајзер Гестапо, Шмајзер и еден руски револвер со буренце. За него нема ни муниција, ниту беше најдена муниција. Јас тоа редовно го пријавив, не сакав така да го чувам револверот. Ме лажеа, цел месец ме мота, им ги фарбав домовите, им фарбав станицата, канцелариите, за да ми помогнат за револверот. И на крај ми дојдоа дома да ми го земат оружјето и да ме затворат 7 години затвор. Ова е срамота од ВМРО-ските банди што ми го направија и се уште ми трпат децата дома, јас лежам затвор. Пред обвинителството се испишени транспаренти 2015 со лажен обвинителен акт осуден од режимот. Драги Ѓоргиевски вели слободните денови ќе ги користи за протести. Од управата за извршување на санкции потврдија дека дента кога го снимавме Ѓоргиевски ги користел слободните денови. Му устанува уште 1 година да изврши затворската казна. Осуденикот вели дека со законот за амнестија добил скратување од 2 години и 2 месеца и треба да излезе на слобода во ноември наредната година. Ако нема покренато дисциплинска постапка против него во затворот, слободата ќе ја почувствува во јули 2019-та. Додава дека постојано ќе врши притисок врз судските власти, бидејќи смета дека неговиот процес е нарачан. Јас ги знам лицата кои ме наместија се од 5-та полициска станица, не се од обвинителството. Значи од 5-та полициска станица инспекторот и неговиот шеф. Тие се лицата што ме наместија и затоа поднесувам до обвинителството да бидам повикан на соочување и на исправување на оваа неправда што лежам во затвор толку години. Значи се уште лежам неправда затвор. Никој не го советувал дека чувајќи го пиштолот може да заработи затвор. 1 ТВ испрати прашање до кривичниот суд, каде е донесена пресудата против Ѓоргиевски. Одговори до објавување на прилогот нема, но затоа во неговата пресуда која Ѓоргиевски ни ја даде пишува дека е осуден за 2 кривични дела. Спречил претрес на полицајци кај него дома и неовластено изработување, држање, посредување и тргување со оружје. При обидот за претрес службениците го забележале на прозорецот од неговиот дом, држејќи малолетно дете и пушка која е вперил кон полицајците и им рекол: "Нема да влезете, ако ја скршите вратата ќе пукам во вас и во собственото дете", пишува во пресудата, но потоа го убедиле и го извршиле претресот. Пронашле поголемо количество на огнено оружје, меѓу кои забранети. Дома имал 1 автомат, 2 пушки и 1 пиштол. Во пресудата меѓу другото е образложено дека кај него дома се пронајдени 89 куршуми и 3 рамки муниција. Сепак Ѓоргиевски тврди дека имал дозвола за 3 оружја. На пресудата од кривичниот суд не поднел жалба до апелацијскиот суд, бидејќи вели немал пари за адвокати.